Зашто е тоа така? Поради тоа што јавните претпријатија кои што се под ингеренција на градот Скопје ги обслужуваат само главните улици на општина Газива, како на пример Блага Стилковски, Методијан Новченто, овде 16-та македонска бригада, меѓутоа никаде не навлегуваат во оние споредни улици низ општината, додека од страна на граѓаните, односно жителите на општина Газивова, преку сметките за вода си наплаќаат и за собирање и транспортирање на комунален отпад, одржување на зеленило и така натаму. Моја иницијатива ќе биде и сметам дека треба да се промени преку, не знам, мислам дека треба да се поднесе преку ЗЕЛС, да се промени законот за локална самоуправа, да се дадат повеќе надлежности. Сметам дека сите општини треба да имаат своји јавни комунални претпријатија за да ги обслужат квалитетно граѓаните. Дополнително можеме да напоменеме или да предложиме преку ЗЕЛС да се промени тоа, да Газибаба, односно жителите на Газибаба кои што плаќаат сметки на водовод за одржување на зеленило, по примерот на наплатата на даноците, каде што 60% задржува градот Скопје, 40% општината. Истото да се направи и за одржување на зеленило и за собирање на смет. Затоа што вработените од јавното комунално претпријатие, верувајте дека ги одржуваат сите и главни и споредни улици на територија на Газибаба, а за возврат не добиваме ништо.